Што верувам дека и на господинот Мијалков, на министерката Јанкуловска, на Никола Груевски, кој што се јавува таму некаде оддалеку, во бегство кој што е, но и на сите граѓани на нашата земја, па дури и на неполнолетни деца, им е јасно како бел ден кој тоа прислушкувал, кој е одговорен за незаконското прислушкување и дека сите само очекуваат да се изречи казнат. Нема дилеми заради тоа што тоа е докажано не само со мојот исказ, не само со исказот на сите кои што сведочеле, веројатно вештачењата тоа го докажуваат, впрочем во другите процеси дури никој не го ни спори автентичноста на разговорите. Апсолутно е се јасно, нешто што во еден период беше сериозна дебата, кој тоа прислушкувал, како тоа се случувало, низ кое што јас лично минував едни драматични моменти, охрабрувајќи се тоа да го споделам со јавноста. Еве дочекав, жив и здрав сум, јас и сите вие со мене, да денеска биде повеќе од јасно, кој тоа како кршење масовно на човековите права и слободи во Република Северна Македонија, тогаш Република Македонија, го правел во државата и апсолутно, според мене, јасна е веригата. Конзумент конечно бил Никола Груевски, заради тоа што тоа го видов како што и сведочев денеска од анализите, синтезите кои што се правеле за негова конзумација, но секако одговорниот министер за внатрешни работи, директорот на УБК, овие двајцата луѓе кои што избегаа господинот Груевски, господинот Никола Бошковски и другите веројатно кои што има за кои што постојат докази дека правеле незаконско дејствие, а со тоа ги нарушиле човековите права во Република Северна Македонија. Рековте во вашето сведочење дека Груевски практично во тоа време имал некаква контрола над обвинителството кој што го водеше Марко Сврлевски. Во контекст на случајот Пучко, што беше отворен меѓу другото и за прислушуваните материјали, може ли да се очекува некаква одговорност за обвинителите кои што постапувале по условно речено монтиран случај? Еве уште еднаш ќе ги потсетам, ако немале допрен глас до сега, обвинителите уште еднаш нека допре мојот глас. Во тоа време, наместо јавното обвинителство да истражува вакво незаконско прислушување, вакво масовно кршење на човекови права во нашата земја, сепак тоа јавно обвинителство се ставило во функција на политиката, дури не на извршната власт, на политиката над се, секако во тоа време кое што ја водела извршната власт, под раководство на Никола Груевски, го формираше случајот Пуч, за да може мене, господинот Верушевски, неговата сопруга, господин Бранко Палифров, двајцата луѓе Ѓорги Лазаревски и Звонко Костовски, а веројатно трагаа по планините и по децата на семејството Верушевски и така натаму, конструираа една монструозност, која што не е добро никогаш да не се заборави во нашата земја. Но треба некој тоа да го истражи зошто така постапувал во тој период. Ние бевме тука, одевме во обвинителство, ги дававме нашите искази, ги приложувавме доказите и како тогаш обвинети лица, и како председател на СДСМ кој што ги поседува тие разговори, и на било кој можен друг начин, барајќи ја толку очекуваната правда и заштита на секој оно што се охрабрил да спречи одредено масовно кршење на човекови права. Ние верувам дека ќе се зафати некој обвинител да влезе да истражи вакви случаи, тоа е добро за кариерата на секој обвинител. Ако обезбеди докази, ние сме тука живи и здрави, тоа може да го потврдиме. Службите кои што работат во аналитика, огромен процент кои што биле натерани, тоа да го прават, може тоа да го потврдат. Веќе има толку многу докази тоа да се потврди. Еве добар мегдан за добар правник во функција на обвинител да се зафати со истрага токму на тоа. Господине Заев, не го спомнавте Сашо Мијалков ниеднаш во судница, па ја посочивте УБК, но не го посочивте како шеф на тогашната УБК. Дали може би се амнестира Мијалков со ова и вие како Верушевски го префрлате прстот директно кон Никола Груевски како налогодавач на преслушувањето? Јас со професорот Верушевски сум во дневна комуникација, тоа е советник за национална безбедност во мојот кабинет. Апсолутно кажувајќи кој е конзумент се подразбира и денеска еве и вака наративно потврдувам Сашо Мијалков и те како е виновен како директор на УБК. УБК тоа го правела. Но лошотијата, злобата доаѓа од тој кој што го конзумирал тоа. Чесен политичар го спречува тоа. Ако увиди го пријавува тоа, а не да го конзумира, па да ги слуша и новинарите, а и опонентот, па и кога разговарат со своите деца, па кога имат и домашни семејни проблеми, па и невладените организации, па и верски заедници, па и бизнисмени, па и се. И како сите во веригата на одговорноста, како што законот тоа утврдува, според мене,
го прекршиле законот. И тука дилема нема. Господине Заев, како ја правевте селекцијата на разговорите на албански јазик? Рековте дека не го разбирате јазикот. А сте ги давале дел од разговорите за кои што сте оцениле дека треба на висок член на СДСМ. Како ја правевте селекцијата кога не го разбирате јазикот? Кога ќе го фатите Али Ахмети како зборува со Никола Груевски, тој зборува на македонски. И веднаш гледате да го направите случајот или кейсот, соодветно на другите разговори во тој период, се само на албански. Тие случаеви ги извадевме кои што за нас беа веќе јасно, информативно податливи. Односно се случува, не знам, Диво Градби во Чаир, близу на американската амбасада, го дознавате тоа и се што е во тој период разговори, го селектирате и го давате точно тоа да се преведе во ваше присуство овде во канцеларијата на Социјалдемократскиот сојуз, се селектира, се преведува транскриптот, се прави и апсолутно со тоа се објавува самиот случај. Таму каде што немало комуникација веројатно со некој кој што зборува неалбански јазик, не било возможно да се селектира било каков случај, односно ниту јас имав можност, ниту капацитет, само ќе ве потсетам, вели тогаш Никола Груевски на Заев му се црвени очите, оти слушалките ги става на очите наместо на ушите. Точно моите очи беа црвени, заради тоа што не спиев цели вечери, за да комплетирам материјали, за да го селектирам и во таков еден амбиент, тоа што сме можеле да селектираме, да го преведеме и во делот на албанските политичари сме го објавили. Претпоставувам сте го слушнале неговото сведочење, сте читале медиумите што. Имавте ли чувство дека го поштедува Мијалков во неговото? Апсолутно не, заради тоа што не може никој да поштеди никого внатре, јасен е случајот како бел ден. Суштината на тоа што господинот Верушевски го зборува е апсолутно нешто кое што денеска јас го кажувам. Гледате, ако Звонко Костовски и Ѓорги Лазаревски велат ние ги дававме на професорот Верушевски, тие толку требале да знаат. Во тој момент тие ги давале во СДСМ, представено преку шефот за Комисијата за безбедност Верушевски, де фактички се правно формално се давани на СДСМ. Во делот на тоа што беше изречено и гледам јавноста јавно коментираше, изразуваше негодување, резерви или слично, па дури дел од вашите прашања денеска се присутни. Апсолутно се нема резерва ниту дилема дали некој треба да се заштити. Тоа е истиот господин Верушевски, кој што тој неговата сопруга беа во притвор, едно од неговите деца беше гонето по планините за да биде фатено, веројатно да биде притворено. Разговорите кога ги кажува својот коментар модифицирани или не знам променети разговорите, секако зборува за токму за тие разговори кои што денеска јас исто така ги кажав дека не нашле начин како да бидат во нас посет. Никогаш не се случило да дојдат во СДСМ. Има големи празнини, ќе ве потсетам и тогаш кога објавувавме, јасно нотиравме дека ние имаме само дел од разговорите. По моја предпоставка зборува за 1/3, гледајќи како тоа се доставувало. Тоа што се случувало со другите 2/3 и тоа што тогашната власт прислушкувала, а успеале некои луѓе да донесат, тоа не значи дека 2/3 не е во посет на одредени поединци, тогаш од власта пред се, не е во посет на некои луѓе вработени, не е во посет на некои други луѓе кои што се надвор од Социјалдемократскиот сојуз. Сакам да остане забележено заради тоа што СДСМ кога ги имаше во посет овие разговори, го направи тоа професионално, без да допре во приватноста на никој, го направи сериозно, го затвори случајот и ги предаде на специјалното јавно обвинителство, што е јасна дистинкција помеѓу се што се случува после тоа во државата поврзано со неовластеното прислушкување на разговорите. Ова сведочење претпоставувам да го освежи сеќавањето за тие времиња и кој бил Али Ахмети во тоа време. Дали сега му верувате во предизборниот контекст на прашањето со оглед на фактот и дека Мицкоски кажа дека имал некоја комуникација со лица што биле во ваше друштво вечер кога сте на средба со коалиционите партии? Со господинот Али Ахмети, односно со ДУИ, преку господинот Али Ахмети имаме создадена коалиција на основа на програма. Се додека почитуваме таа програма и вредностите кои што произлегуваат од таа програма, довербата постои и ќе обстои во иднина. И немам дилема да му верувам на господинот Али Ахмети во неговите лични напори да се спроведува програмата и да бидеме од корис заедно како извршна власт, како коалиција на граѓаните за кои што постоиме и функционирање. Те напоменувам уште еднаш,
темелните вредности на нашата коалиција беа преточени во програма, а тоа беа ваквите случаеви да го добијат својот крај, владењето на правото како главен постулат, севкупното гарантирање човековите права, еднаквоста на граѓаните денеска преточено преку концептот едно општество за сите, напорите на владата преку цела лепеза на мерки за да економскиот стандард на нашите граѓани го подобриме, се додека обстојуваме во тој дел, треба да продолжат соработките. Знаете како дома може ние да се сакаме и да си веруваме. Си веруваме овде додека служиме добро на граѓаните или не. Во првиот момент може да се разделиме, можеме да ја зајакнеме таа наша соработка, а секако на крајот на денот може и да не сменат граѓаните ако сме лоши служители за кои што сме поставени. Јас верувам дека коалицијата која ќе ги реши најголемите проблеми во државата, коалицијата која што работи на економските перспективи на граѓаните, која што работи максимално, па дури еве ретко транспарентно вака за да даде на било кој начин покрај на законскиот начин преку законите можност, притисок, позитивен амбиент за владење на правото во државата, има иднина, секогаш кога тоа ќе биде нешто спротивно, нема да има своја иднина. Грчкиот проводен вестник Катемирини за бомбите кои што ги обелоденивте. За многу малку случаи има пресуда и речиси да нема ниту еден од поранешните функционери високи на ВМРО што плати за тоа што вие го обвинувавте. Значи, дали сметате дека вие во овој ваш мандат сте ја донеле правдата со дуи заедно во коалиција? Како што бавно и треба време за економските резултати, вие сте сведоци дека и за правдата треба време, но не можам, знаејќи го нашиот систем, нашата поставеност како луѓе, одговорноста што сите си ја носиме, пред се кога се работи за нас самите, зборувам за сите како луѓе, не за таа колективна одговорност која зборуваме сите. Можам да заклучам дека добро е и тоа што досега е постигнато. Осуден е со пресуда господинот Чавков и други носители на власта за настаните 27-ми. Осудена е Гордана Јанкуловска со правосилна пресуда. Јас се надевам ќе почне издржувањето на казната, тогаш кога судот секако ќе одлучи, но јас очекувам да се издржуваат казните. Се надевам дека Никола Груевски, кој што исто така е со правосилна пресуда осуден, кога тогаш ќе се врати дома и ќе се ја лежи својата казна. Осуден е Сашо Мијалков со правосилна пресуда, знам дека се чека апелација, знам дека и други политичари се осудени. Точно е дека од сите 17 предмети има политичари кои што се обвинети и се во првостепена инстанца, дел се во второстепена инстанца. Верувам дека сите овие процеси ќе завршат успешни. Но ако ви е криво на вас или на дел од вас, мене ми е криво кога гледам дека предмет се враќа повторно заради поротник, судија, не знам што се случува. После 2 години да повторно се врати предметот од почеток, јас чувствувам горчина. И за тоа зборувам јавно. Тоа не е во ред. И апсолутно треба да знаат граѓаните дека кога тогаш одговорност за тоа се носи. Можно е предмети да застарат ако се враќаат од почеток. Може да бидат загрозени. Може да се игра топло-ладно, буквално и одбраната и осомничените луѓе, односно обвинетите луѓе внатре. Народот наш очекува правда, очекува да бидат со конечни судски пресуди затворени сите овие случаи, да не заборавиме зошто, не само заради тоа што секој треба да си понесе одговорност, туку заради тоа што секоја судска пресуда која што ќе констатира низ докази и аргументи виновност ја испраќа пораката да не се повтори повеќе никогаш тоа што било кршење на закон, уништување на човекови слободи и права, газење на законите и уставот во државата. Грчкиот проводен Катемирини објави дека со тоа што Македонија не добила датум за почеток на преговори, можно е да отпадне договорот од Преспа, односно употребата на Северна Република Македонија за севкупна употреба. Јас би внимавал на употребата на зборовите, мислам дека не кажа дека можно е да отпадне договорот, односно деловите кои што се однесуваат на поглавијата ќе бидат забавени, односно не може да се реализира. Имаме конкретни поглавја, односно членови во договорот од Преспа, кој што сега е закон, каде што имплементацијата на договорот е врзана со европските поглавја кои што требаше да ги отвори Република Северна Македонија со Европската Унија. Тоа се однесува, уште еднаш да напоменам, на личните документи на граѓаните. Еве кажувам пример. Тоа е неслучајно ставено така, заради тоа што
На крајот Европската унија беше вградена во овој договор. Целиот договор се постигна за пријателството помеѓу нашата земја и Грција, но се постигна и заради нашите евроатлантски перспективи.